Пријатели, добар ден и од мене и добро дојдовте во уште една рубрика и издание Прашање и одговори. Моето име е Јосиф Дамјанов и за секој од вас кој што е заинтересиран да ми постави прашање и да добие одговор на темите кои што тука ги обработуваме, слободно може тоа да го направи користејќи го хаштагот #AskJosif и социјалните мрежи. Можете да ги искористите моите приватни профили и порака приватна да ми напишете и да ми поставите прашање, а истото може да го направите и преку броевите на телевизија Телма. Ни доаѓа од Иван и прашува како можам да го забрзам метаболизмот. Иван, забрзувањето на метаболизмот не постои во суштина. Повеќето од луѓето народскиот збор за забрзување на метаболизам го користат во смисол за тоа да можеби трошат повеќе калории и дефиницијата на метаболизам подразбира дека тоа е потрошњата, односно потрошувачката на калории на дневно ниво кое што секој од нас го има. Сега најмногу од тоа колку твоето тело ќе троши зависи од тоа како живееш во превод и за да ме разбереш подобро ќе направам две поделби. Значи има нешто што се вика базален метаболизам, а тоа е потрошувачката на калории во 24 часа кога твоето тело мирува. 75% од таа потрошувачка на калории се должи на срцето, на мозокот и на белите дробови затоа што тие работат во 24 часа непрестано и да речеме ако твоето тело троши 1000 калории, тоа значи дека 750 калории ќе потрошат мозокот, срцето и белите дробови. Тука исто така потрошувачка на енергија прави дигестијата и вежбањето, односно физичката активност. Нормално е дека не можеш да постигнеш подобра работа, не знам колку да ја подигнеш работата на мозокот, на срцето или на белите дробови или на дигестијата, но дефинитивно можеш да влијаеш на тоа колку си физички активен. И чисто како информација да знаеш дека на пример, ако покачиш 5 килограми на мускулна маса, ќе покачиш 150 калории на потрошувачка на калории во 24 часа. И затоа доколку сакаш да го убрзаш твојот метаболизам, односно да твоето тело троши повеќе калории, тогаш запни со исхраната, биди повеќе физички активен и гледај да градиш здрава мускулна маса која што ќе ти придонесе за зголемување и на потрошувачка на калории.